Јас се викам Христо Никола, татко ми Никола Димитровски. Роден сум на 12 децембар по старо 1893 година во Битола. Иначе имам 4 сестри. Прва, најстарата Фанија, Асмасија, Марија, Домника, па после сум јас роден. После мене ми се роди братче едно Васил и сестра Лопе. До време во Турско бев троме нација. Јас бев од нашиот район најразвиет. Со сите и поголеми од мене и помали се борев и ти кутлев, ти ме врза едната рака. И ти такова. Тоа беше во 905 година. Јас бев некој 20 години така. Или и турка, ашиците. Тогаш примитивни, сами си правили играчи. И тоа били и турче. Јас увелам се погодив до него. Шој турка шој? Аз си ктеве ѓаур. Си ким орадали, си ким крстали. Тоа значи ние христијаните, како и ние на турците, друго е да му речеме оти муслимање, друго е турчин, селути. Така и ние каури, христијаните. А ние ѓаур ни веле, оти на Илет, а не бе ѓаур сиктерум. Ми го кара крсто и верата. И јас знаеш, то не знаеш што ти јас знаеш турски. Киме ме аврана крстени, заврат и го фрли во драгово. И побегнаме, голем на децата, бегајте сега, тешко, видоте што му напред, видоме. Ако кажете, ќе му речеме да го видиме, го знаеме. Кај седи, не го знаеме. А никој не знаеме чие то дете, то да видите то. Случайно го извано, беше во Вилиците, крвој течо. Не дојде, остана така. Цела недела се крие, кај сега Сточниот пазар, коли ми имаа бачанците, ми носеше другар јадење, да не види да рече тоа. Ама сигурно сутлаше може татко му, не дојде уште еднаш. Да не го опада, не го нападнеме. И не, остана незнаено. Најмеладжи имаше од бугарската училиште и од грчката. Од црвите и од власите немака. Да мирните, тие се јаде, шпионираја поќе овие грците против нас. И она во бугарската беше. Таа шла кајци. Ако не ош утре, Драгор дојде. Па оди таму. 5 месеци. Учија алфа, вита, гама, дельта, епсили, зита, ита, грчката азбука. Па поново, па те нашол бугарскиот. Ока ош таму. Ако не ош таму, ќе ја шоде. Па врати се кај бугарски. Разбраме отиде и гиба романците и кај србите. Па таму оди. Почна да ни прат антени носефле, пчели, сиропиталишта, па грците од Морио Садебашки собра едно чудо да таквала. И се прошири то. Кој едно време, тогаш сами си игравме. Немаше како сега играчки. Прескакулици, долга багарица, тура подгаз, не знам што. И да ти науча да и курдиса учителите тие грците, да биде против нас, во тоа време имаше сега. И јас имам работено со такви. Прашти се вика, Соколец се фрла. И дојдо да не напаја, се погодиме колку поручик, кој свршаме за дома,
со играчки се останат. И Ицо еден другар мој овде се умрели. Моите пред 30, пред 25, 20 ми се изумре. Ме остана ете во 107, не влезе. И што се казва? И го удри тука. Ама не директно, вака Кome ме рече? Напред и сите. Тогаш точевне коски вика да не кашики за челите шутлаваме, ниски или желези, запцево. Кој фати ме? Мавај, пишка тие, гази и раскапаме. Немаше никој, после видоме, ни каза отиде, побегнем. Не јавија на полиција, не тужија, не знам, цела недела не учеја на училиште, оти не е вистина, јаглешина, не знаеме кој си. И требаше нашето. Имав мама на мајка ми, мајка, тогаш беше санацото, и ние во Турско, и да учевме, и да не учевме, немаше да бидеме чиновници. Сете како со и реко побргу, се отвори гимназија, ојно наши, али доцка беше. И се даде да одиме во Турска и обавезно да учиме турски и учевме. Значи да пишам јас, наопаку се пишеш. Ако дојде 10-та година, баба ми, дека еден син, да не заскитам случај. Тоа време можевме да бидеме рисјаните ние две работи. Учител и поп. Немаше во власта да влезеш судија, квет, не знам шо. И за жените учителка. А сега има шо секаш, се и министри има, женски и мачки. И најдобро мерак има како доrađiva. И во тоа време ојдо кај мијак ми кажува така и така. Не натера много, побегли. А е таму, се таму, полена ѓоној ми дадо да така ваѓел мијако се викаш. И така. Ама беше многу каскатија, еден топици женски имаше, едно парче, наречови. Мајсторе му велам, мало е не излегва. Оти рече чекано, зошо и железот. Ти го исчукаш. Мала не, овој палецот го скапав. 300 бој, осиле, калфите големи, тие ќе паднае во лесот. И ми се казни са. Се други му веле кај друг бојче, кај сато, код Раđија. А ми рече, море шо има таму, речама, каскатија, 6 поле, прај поле, ѓоле. Нека дојди тука, 12 ќе му платам. Во втората година беше. Многу бевно. Одам таму работам. Научила кашија од певоци. Оти прави и мали сега, и деца, кокусева, 12, 15 ќе му дам. И таа сам за 2-3 години кафи, тогаш кој беа сиромаци, и 50-60 години, динари, полдено работаја, 2 динари, 10 динари куски, цели беа, коштаја, женски 8 динари. Дојдов до 28 да понови таквато. За сите се чудеја со мене. Не палеше тој ноќе, не дојдеше некој аđеле. Цати, човеко ние му штелија, шо велиш, свадба ќе има утре, други ден, вечерки можеш да останеш, да му направиш. Мајстори, зошто сум јас тука? Затоа сум. Нека дојда сабајле, готови. И тие бакшиш, се берај многу пари. По турците, дека знаеш, јас сум од мал турцки, кај голема
кај жените не слеш да одиш. Тие се сите соканци кутите и треба да топаш кај дојќе пара кој е тој, ќе му кажеш, демек мајсторот, дзидер, дограмаджија ќе прави. Ако има женски во дворот, ќе викни, кирце, оба са дишели. Никој да нема надвор, оти башко ќе влезе, па да му отвора, се крие. А меѓу жените, свадби ако се правя гости кај турци, кај вашите баш слуши, кај жените жени. Одев и мера да земам. Оти ако иде с чаршија, требаше да се крие, таа со се баш, сама жена, каде свеш. Ако е дома, со се башу, таа затвората скриена да мери. Јас како дете се стори веќе 5-16 години, поќе и знаев и турски, не се плаша, ода, па ќе праја тие со башковите жените. Одма со најдине вратницки, сите имаме, како ние, со сите тука 5, во ковшите кај митрополијата да излезеш. Чертепорни, кај Шумското, Атмазан, така беше. Па ќе играја, ќе ни носаа сладки блаки и тие бакшиши. Многу пари ми се береше. Во тоа време дојде консули, ние имахме тука во Битола српски, бугарски, црногорски, грчки, влашки, француски, италијански, руски, црногорски, енглески, само германски немаше, аустријски. И тие коси. Затоа се викаше Битола тоа време. Град на консулите и на бегоите. Битола беше чудо нешто. 1908 почнаа да се тепа луѓе, да се такова. И каза под затвор да се месат. Почна од овај мост нагоре, по двајца, дури кај дивизијата, најпосле кај шо кој за Охрид, шо е семафоро, шо кажува. Тука е напред Црмо се вика. Таму еден последни остана, 13 беше тој, и му остана тоа Црмо. Тоа стана сите консули, сите нема амбасадори како сега, политичари. Сите бе војни лица, носеа своји униформи, со чички, со палети на мисер на чината. Се собра ојдо кај валијата, протест направија, заради да не се помногува ова ушедеш, оти ние ќе земе во себе, ќе нападниме, ќе дојди до борби да се водат, да се престане ова работа. Затоа ве молиме и папса. Тие беа 20 браќа турците, што беше царот. Се тоа тука знам. Султан Решат беше како цар, брат имаше како престолонаследник, султан Амид дојде. Младите турци го се договора, мисли да ние тепаме христијани, ама и тие тепаа наши турци. Затоа во турско, ако беше турско, немаше занатли. Едни сарачи, оджи и по некој бербер и акција. Оти по 20 години војска во да вежба. Тоа село гори, она село четлици, од дола. Паземи. И престана. И дадо доби тој другиот брат. Пропадна тој. И дадо, така се велеше тогаш, како сега, автономија, шо го вика, конституција. И сите од Охридскиот, од Кичевскиот, Прилепскиот, кај Левицко, пунктој, бомби, пушки, каби, шума оружје го предава. И така престана тие да се такова. После него
дојде 10-та година, а и се даде наредба да може да одат и од христијаните у турска гимназија да учат и да стана по некој дол и полицајци со сами имавме. Секле, ја знам, дали во втори клас или во трети ко бебе гимназија, обавезно учевме и турски. Од лево на лево, да знам и да пишем. Се пропадна го мена. И француски беше обавезно. Во тоа време дојде 10-та царо турски да види што се прави. Кога дојде тука, и беше наредба народот да излези да го пречекаме. Со коњи бели, 2 конција црна, светлива. И манаќа Мелто се викаше помладиот брат, со апарат имаше, за да го снима во такво. Е фотографџите и денес го има тоа, ама царот уште не знаеше. Треба да му речи, сакаше да му речи, да не мрда, да ме хмирно. И му вели Сус. Сус се вика, е една збор како наредба, како што е знак, прашвање, знак, митен. И царо ќе експлодираше, кој е овај, мене да ми речи Сус, пред ова говно, јас мирно да седам. Оти кој ќе реча турците по турски, Сус ме јаур, уште шо не те отефа. А нова сетне доказа, оти тоа не е во таква смисла, него е за да не мрда да излезе сликата по па во простија. Сетне имаше кај што е Свети Димитрија црквата, една сладкар грч, не знам од кај беше, направи цела џамија зградата со билјаре, па како торта што прават сега пандисвања, 4 е носа. Со сите тие работи, кои се колку башиш му дадо. И го пречекавле, викавле, се вика Јаша Патиша, не е жив царо, по турски Патиша се. Ама евреите од секој пат беа така добри, живеевле, ама беа опасни против христијаните. Тие на место Јаша, Аша. Тоа ја не се слушаше. Аша по турски се вели долу. Долу Патиша. Не е живеел. Јаша Патиша живеел. Овие Аша Патиша долу. Таквото. Кога дојде ред, србите да дојдо, ке се збораше за крал Петар, дека стартој, Чикоперо го вика. И ќе шлакавле. Говор ке држеше. Живеел Чикоперо. Чико. А евреите Чику, со У. Чику се вели мал. Перо, не перо, перу. Перу по еврејски се вели куче. Чикоперо, Чикоперо, Чикоперо. Турци, оние србите мисле, оти за крало вика, да е жив крало. Ние во Битола, прв тука на Балкано, и Силимаскоп кој дојде. Битола имаше, и во Турско имавме уште 13 година и Солун. Биоскоп. Не, како беше, со писмото бачиш. А тогаш филмови да ви е мерак да гледате. Сега, со извинење, по комбинизион и гола ако е, од 8 години деца ќе одат. И тогаш се оставаја поучни,
како да бидеме добри, вредни. Многу беа филми. Историски, војни. И така со тој. Друштво Полка и Мазурки игра. Јас бе како заменик на тој. Тачи, кај туку вие не сте од тука, кај што има домо на пензионерите што се берат, тука него му зеда овие и куќа и дуќаница. Тој знаеше со команда на француски. Санчеле дам, Санчеле кавалер, Санчеле друга дам. Правихме вечеринки напосле, нарочито во зима, ке се собереме другарите, ке земевме сладки гурамичиња, кои со любовницата, кои со сестра му, комшија, чанdak кој беше голем, цела зима, секоја само се мене. Тука, 12 година, кај Митров немаше граметилиноста, почна да правя спискови од црквите документи да бара, за да не регрутова. И ме најдо таму роден, 903-та, и ми покана, за да се јавам да ме бера. И татко ми плачи, леле, што ќе ми едно дете, таквата. Кај Берберо, толку ќе жале. Кога ќе оди, и тогаш имало вешти луѓе. Ме спаси тој. Не ме спаси, ми помогна. И кога ќе оди тој? Кога ќе ден одиш, не помргу пред ден, два, туку пред еден сат, да дојди кај мене, јас ќе го дотерам, така бе закони, стрижење, бричење, да се дотераш кога одиш на комисија, чист, обличен. Татко ми, мајка ми, јас, војник, сама куќата, гранати паја, кој како ќе дојди спие отворено. Дење, ноќе, и падна и 2 гранати тук. На 10 февруар 17 година, Врбенијето село кај Црвинарницата наша шодина така. Суден Русин се сретале. Здравствуј, товариш, здравствуј. Како покажа? Хорошо. И иди еден авион. Пуштен на болно. Не експлодира. И тој ми вели, рече, германски бомба нет хорошо. Руски хорошо, не чилен. Ама ние дури додиме тој брза. Колку дојдоме така, како масата, имаше тука во тоа време едно наниско, ама нарит, фајно, отворено место, тогаш беа мали авионите, како ловци ветли. И бомбардоваа и снимаа. И тој не виде може двајцата таму, до нас. Браво! И јас ништо не знам. Самајле дури, тоа беше кај 10 на сато, другиот дури сосвести на второ војно завојще. Има прво таму за мала работа преврзва, па второ по села, во куќи, во бараки и во хлеб. Трето во болници, во Солон, во Ленин, во разни места. Кога дојдов, 3 недели побида тука,
дојдо уште 4-5 дена за нова година, 19-та да почне, завршва, од мајстор легваме. И му велам на мајка ми, вака и вака, татко ми дуќано отворено, оплачкан. Сите дуќани ме украдени, немаше кој да и варби, сета чаршија. Тоа е без пари. Ние во војната таму, таквата, што правиме? Треба да живи, што нам дури нема со што да вадиме, треба да ви издржава. Плача се, гушкаме, пуставе, дојде. Отвори дуќан, се разработи тука. Која иди еден еврей, јас имам 10 души на дуќан, рушена е таму, кај грчката црква, кај Колово. Дуќанчи, ете го иди еден. Мајсторе, дали можеш едни високи чели да ми направиш со дупли ѓеле? Што ти треба, текна лето беше. Мајстор Цаки, не знаеш што не чека. Што? Ние имаме, речемо, во Библијата Ливна, стои таму натре, некој слова има, да се укоса, излегвало Хитлер. И кој ќе дојде на власт од Хитлер, ќе биде смрт за евреите. Ама мисля, оти на принуден работа ќе теда, не да и коли. И тој така ми каза го направи. Дајме 4 сине, и еден зет, и една ќерка, се стали 10-12. Од нив доби 5 внуки, 5 внуци, машки. Од тие внуци доби се стали 22. Почнаа пара внуци да се роѓа. Едно по едно. 29. 41 дојдов скалат. Ако да потерам уште 2-3 години, имам 7-8 парафнучи со факултети, докторки и инженери. Да се омаша и тие да ми природа уште некоја внуци на 50. Се Господ ми зеде тројца, осада, четворица. И да преживеам уште 2-3 години, не можам сакам да се оботи од два изборувам, ама заради да бидам човек и со тако гранкија развиен со поколења и од 3 векои, од 19. седу, од 20. цел и 4 од 21. век. Ама кој знае дали ќе бидеш? Многу убав живот имам поминат. Сега и луѓето се расипа. Многу ми е жал. Нема искреност. Сега совекам како да ни зема парите.